Добро вечер од Вашингтон, Сузе. И Зеленски и Бајден инсистираат дека последиците би биле страшни доколку Украина не ги добие потребните пари за да продолжи да се спротивставува на руската инвазија како што се приближува зимата. Но Конгресот на САД, кој ги одобрува финансиските средства, се уште нема донесена одлука за тоа. Во продолжение предлагам да чуеме дел од изјавите на Бајден и Зеленски. Денес слободата на Украина е на линија, но ако не го запреме Путин, тоа ќе загрози слободата на сите речиси на секаде. Путин ќе продолжи да оди и ќе биде агресор на секаде, ќе биде охрабрен да се обиде со сила да земе што можат. Господине председателе, јас нема да заминам од Украина, ниту американскиот народ. Јасно двопартиско мнозинство, луѓе низ Соединетите американски држави и во Конгресот ја поддржуваат вашата земја. Тие разбираат дека успехот на Украина и незината способност да ја одврати агресијата во иднина се од витално значење за безбедноста на светот во целина. Додека се приближуваме кон Божик во име на сите наши украински семејства, разделени од војна и сите страни на фронтот, најголемата жилба на Украина е да ја доведе оваа војна до победнички крај и никој, освен Путин, не сака продолжена војна. Ние сонуваме за Божик во мир и слобода и се разбира работиме на тоа да го претвориме нашиот успех на бојното поле. Мартин, какви се реакциите по барањето на Зеленски генерално не само во САД, туку и надвор? Сузе, Руското министерство за надворешни работи реагираше велејќи дека Зеленски се впуштил во кадинг сленг, што значи дека да моли за нешто незаслужено и рече дека тоа е американска марионета. Дома американските даночни обврзници изгледа дека се уморни од Украина, а некои републиканци отворено прашуваат зошто околу 1/3 од американските пари не одат за оружје, туку за владина помош. Гласот на Америка консултираше и експерти за ова. Џон Џејмсон, на пример, експерт за расчистување мини кој неодамна ја посетил Украина, рече дека на Украина и треба секој пени. Тој вели дека деминирањето е од суштинско значење за луѓето да можат да се занимаваат со земјоделство и производство на храна. Аналитичарот Далибор Рохац од американскиот Enterprise институт вели дека ова може да потрае и прашува дали поддржувачите на Украина доволно помагаат, имајќи предвид колку добро оваа мала армија се одржала против многу поголем непријател. Сега притисокот е на Конгресот да донесе одлука, но времето е кратко и мали се изгледите за позитивен исход за Зеленски до крајот на неделава, кога Конгресот планира да се распушти за празниците. Сузе? Мартин, благодарам. Мартин Николовски известуваше од Вашингтон околу барањето